Домашни вести ни доаѓаат од Бугарија. Таму втор ден, бидејќи вчера замина голема делегација владина на заедничка седница со владата на Бугарија и нашиот нов премиер и нивниот нов премиер, двајцата се обидуваат да ја утврдат оваа, да кажем, една нова страница во меѓусебните односи кои што после изборите во Бугарија и после изборот на новата влада во Македонија се обидуваат двајцата премиери да ја завртат. За тоа морам да кажем дека досега има и релативно пристојни и позитивни реакции од двете јавности, и тамошната опозиција и овдешната опозиција, со особено таму со малку бирење на зборови и така натаму. Меѓутоа, во суштина, поздравувањето на тој процес, мислам дека на сите, барем засега, име од користи и оди во една добра насока. Ние во Софија ја имаме колешката Марина Дамчевска, која што вчера замина заедно со поголема делегација и на новинари во Софија да го следат целиот настан. Марина, добро утро. Добро утро. Студи ли во Софија како што студи во Скопје утринава? Да, и тука во Софија прилично е студено. Токму и вчера на свечениот пречек, церемонијален пречек на плоштадот Александар Невски беше престудено, меѓутоа сепак успеа двајцата премиери и министрите да демонстрираат добрососедски односи, пријателство и покрај студот и студеното време. Видовме дека утринава почна заедничката седница, ќе ја прокоментираме малку подоцна. Да прашам, каква е атмосферата во Бугарија? Вчера имавте, предпоставам, и вие контакти, веројатно и со колеги, можевте да видите и бугарските медиуми како известуваат. Како се доживува оваа заедничка следба меѓу владина во Софија во бугарската јавност? Колку што успеав да видам, сепак оваа средба малку беше на маргините на медиумското известување во Бугарија, затоа што мислам дека пред се поголема преокупација во моментов за Бугарија како членка на НАТО е ескалацијата на кризата во Украина, и токму за тоа прашање пред 1-2 часа, кога првпат се појави бугарскиот премиер Кирил Петков, бугарските новинари буквално го нападнаа околу тоа прашање, кои се неговите ставови за тоа. Тој објасни дека денеска после оваа меѓувладина средба со македонската делегација ќе имаат влада, нели седница на Министерскиот совет, каде што ќе се разговара токму за односите НАТО-Русија и како Бугарија ќе учествува во целата оваа ескалирана криза. Само да го појасниме контекстот, бугарската влада се најде и под јавен притисок, бидејќи таму веќе десетина дена се одвива една и внатрешно политичка полемика околу тоа дали треба да се примат странски трупи од НАТО сојузнички држави на бугарско тло. Таму се веќе испратени неколку авиони, 5 или 6 авиони од две земји членки на НАТО пактот, мислам дека се шпански и холандски авиони. Меѓутоа постои и флоти исто така и војници се најавени. Така и постои една дебата во бугарската јавност што и колку треба Бугарија да биде активна во целата оваа ситуација. Добро, Марина, ме интересира исто така какво е расположението во македонската политичка делегација? Бевте ли вчера заедно негдека на вечера или сепак новинарите и политичарите има различни агенди? Не, новинарите посебно вечера, меѓутоа премиерите Петков и Ковачевски денеска спомнаа дека синоќа на нивната министерска и премиерска заедничка вечера дека имало многу оптимистички тонови и дека дури некои од министрите станале од маса и ги продолжиле своите разговори, договори, токму како
подготовка за денешнава меѓувладина седница. Значи, постои голем оптимизам, големо расположение да почнат да се решаваат македонско-бугарските односи во позитивна насока и во интерес на двете земји. Ако смеем да додадам, бидејќи тоа ќе биде и предмет на овој договор, го гледав и отварањето утринава кратко додуша на двајцата премиери на заедничката седница. Ковачевски вели, слушате, јас и Петков сме влюбеници во Excel табели и ќе бараме резултати, ќе бараме исполнување на она што ќе се договориме според однапред план. Се работи за 4 работни групи, кои што ќе заседаваат секоја поеднаш неделно во текот на месецот, па потоа следниот месец исто така, и ќе се бара известување и рапорт од групите што е направено. Рапорти за напредокот, да, токму што се успеале да договорат, каде запнала работата. Значи, тие ќе реферираат кај премиерите, кај двајцата премиери, и мислам дека тоа интензивирање на таа соработка е многу клучно за решавање на проблемите. Значи, оптимизам постои, позитивна енергија, што ја најавија двајцата премиери, постои, и во таква една конструктивна атмосфера мислам дека ќе се решаваат отворените прашања, пред се оние во економијата, инфраструктурата, транспортното поврзување меѓу двете земји, значи сето она што, да речеме, заостанува во последниве 30 години од кога имаме ние односи, политички односи, воспоставени од добри политички односи со Република Бугарија. Меѓутоа, значи, потребно е да се даде некој нов импулс, нова енергија во сето тоа, за да може да се решат конкретни проблеми кои што, да речеме, на некој начин ги двојат двете земји, иако се соседи. Значи, самиот премиер Ковачевски денеска утрово спомна дека ќе се работи интензивно на коридорот 8, и тоа и во железничко, и во патничко, и во и во средување на телекомуникацијската инфраструктура на овој патен коридор, кој што знаеме, нели, сите го најавуваат, меѓутоа цело време како да стои во место, а е клучен за соработка и размена меѓу двете земји. Марина, на кој начин ќе биде вклучен бугарскиот председател Радев? Се планира ли средба на нашата делегација со него, или ова е сепак само меѓувладина програма? Да, значи македонскиот премиер Димитар Ковачевски заедно со дел од министрите ќе одат денеска и на средба со бугарскиот председател Румен Радев и со председателот на Бугарското народно собрание Никола Минчев. Значи, овие две средби се планирани денеска. Се очекува, јас мислам дека тука ќе се проговори за она што го бараат бугарите како посебна точка, тоа е внесување на бугарското малцинство во македонскиот устав. Иако реално во овој момент со ова парламентарно мнозинство на владата на Ковачевски, тешко е веројатно дека такво нешто би се случило, иако и да има политичка волја, иако се толкува и дури како мешање во внатрешните работи на Република Северна Македонија. Да, го знаеме контекстот на целата таа дебата, меѓутоа се чини дека ова сега не е се уште време кога тоа ќе се разговара, бидејќи за тоа ќе има уште многу месеци да поминат, а пред се ќе биде веројатно важно да се види каква ќе биде позицијата на Бугарија, не само околу тајминзите, туку и околу содржината на политичкиот договор за симнување на ветото. Марина, благодарам за ова вклучување од Софија. Ние ќе се чуеме и утре. Утре кога заминувате? Кога заминува целата делегација? Како е крајот планиран? Вечерва си заминуваме од Софија. И значи во текот на утрешниот ден веќе сите ќе бидеме на работа. Па планирај се, Марина, утре овдека во студиово за да видиме кои се впечатоците и како ова денеска ќе се одвива, за да можеме да правиме и анализа и од тој аспект. Благодарам, Марина Дамчевска.